7 години успешна работа и функционирање. Во моментов со бројка од 1844 вработени. За 7 години, компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти, со најголем број вработени и постојан напредок, и во поглед на финансиските резултати, и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. Фирмата бележи значителни инвестиции, 3 милиони евра само во оваа 2020 година. Навремено се исплатени сите плати, придонеси, регреси и други обврски кон вработените и комплетно кон сите други соработници. Во 2021 година компанијата и менаџерскиот тим со големи планови за изградба на нова зграда, што ќе придонесе за уште околу 300 нови вработувања. И тоа за време на здравствена криза со COVID-19. Би сакал да искористам оваа прилика да сумираме начинот на одбележување на 7 години постоење од Amphenol во Македонија и во Кочани. Сите активности планирани беа завршени во текот на месец октомври и почетокот на ноември. Донациите на градинките, на училиштата, на болницата, исто така и некои помали донации на некои спортски активисти и спортски клубови. Мислам дека со тоа достојно и на прав начин го одбележавме јубилеот. Оваа прилика би сакал да им се заблагодарам на сите вработени на Amphenol, пред се за нивната солидарност и хуманост, бидејќи не само што и немаше негативни реакции, дека се помага на луѓето надвор од компанијата, туку нашите вработени активно учествува и со нивни предлози кои што ги искористивме за начинот на одбележување и на некоја, да речеме, општествена одговорност на компанијата. Сакам да се заблагодарам и за нивните добри резултати и залагање и за нивната совесност во овој период на криза, посебно на ваква пандемија која што не памтиме, и со нивното однесување комплетно допринесува да можеме да сега имаме и еден друг вид на вести и резултати и најави кои што сметам дека ќе бидат позитивни и ќе бидат позитивно прифатени во средината. Значи, оваа прилика исто сакам да искористам во овие времења кога имаме многу проблеми. Меѓутоа морам да нагласам дека ние во Amphenol имаме само решенија за проблемите, немаме проблеми. Така се однесуваме и сега. И со целиот наш ангажман во изминатиот период допринесовме да можеме сега да објавиме и да најавиме што не очекува наредната година. И што сме сработили оваа година од аспект дека вкупниот број на вработени е зголемен и во ситуација на криза и во ситуација на многу проблеми, вкупниот број на вработени е сега 1884. Значи околу 100 вработени зголемени во однос на декември минатата година. Тоа мислам дека е резултат за почит во едни вакви околности. Инвестициите исто продолжи, околу 3 милиони евра инвестирани оваа година 2020. Со сите други нормални ликвидноста апсолутно не било во прашање, исплатени сите навремени плати, К15 регреси, се комплетно. Така да можам да заклучам дека и покрај сите тешки околности успеавме да ги надминеме и да се избориме. Се уште имаме нормално, има проблеми, има ситуации кои што треба да се решават, меѓутоа ние сме тука заедно секогаш да ги решаваме и мислам дека како и до сега ќе се справиме успешно. Што е тоа што не очекува наредната 2021 година? Веќе сме во завршни договори за нова зграда, значи во оваа локација позади бензинската пумпа на Екоил, наш назив е зграда 3, фаза 4, значи тоа е веќе четвртата фаза, негде е околу 3200 метри квадратни таа зграда и очекуваме околу 300 нови вработени во наредната година. Мислам дека е добар сигнал дека успешно сме го пребродили кризниот период и ги убедивме и купувачите
и акционерите дека Кочани и Македонија е исправното место каде што треба да се развиваат новите проекти и каде што треба да се зголемуваат постоечките. Со тоа што одреагиравме конкретно, одреагиравме навремено, ниеден наш купувач не беше блокиран, напротив, беше секојаш сервисиран како што треба. Ниеден нов проект не беше застанат, иако комуникацијата одеше оттежнато и нашите инженери и технички лица апсолутно беа на ниво на задачата и сами инсталираа нови проекти, нови линии, нови опреми. Тоа значи дека се веќе потполно обучени да можат да функционираат независно. Нови проекти кои што не очекуваат во наредната година се пред се пософистицирани проекти. Таму каде што веќе почнавме со една, да речем, ИСД, тоа антистатичка заштита, и во тој дел ќе се продолжива, така да се повеќе софистицирани опреми, се повеќе знаење и вештини потребни од нашите вработени, кои што тоа го докажаа дека можат успешно да се справат со тоа. Исто така имаме нови функции кои што ги најавив, веројатно по подоснежниот дел ќе имат прилика јавноста да ги запозна и нашите млади инженери кои што работат на проект менеджмент, кои што работат на quality planning и наредната година исто и веројатно дизајн на процеси. Со тоа што тимот се зголемува, почнавме со едно лице, таму беше само Ангела, сега и Сања, Ванчо во quality planning, уште едно лице во quality planning, така да сите тие функции за поддршка ги развиваме и ќе ги развиваме. Како и до сега, сите млади амбициозни луѓе се добрододени во Амфенол, ние независно дали имаме активен некој оглас во агенцијата за вработување, секојаш може да аплицираат кај нас, да секој што е амбициозен млад и заинтересиран за напредок е добрододен и сигурно ќе му најдеме место во нашиот тим. Истото се однесува и за оператори, бидејќи оператори перманентно вработуваме и не гледам тоа нема процес кој што нема да застани наредната година. Од аспект на вработените, сигурно дека грижата за вработените ни е пред се, заради тоа и почнавме со почетокот на смената на различни делови во различно време, едни почнуваат во 6, други во 7 часот, за да се растерети гужвата, за да се растеретат и автобусите и кантините, секаде да бидат на 50% од капацитетот. Мислам дека е тоа еден трошок за компанијата кој што е зголемен, меѓутоа од друга страна бенефитот и здравјето на вработените ни е пред се и мислам дека апсолутно немаме дилеми дека ќе продолжиме во таа насока и со сите други заштитни средства и се што следи. Нормално до сега се исплаќани и бонуси сега од после септември, на крај на годината исто така. За наредната година од јануари предвидуваме регуларното и редовно што го имаме зголемување на плата на сите вработени. Така да мислам дека и покрај целата отежната ситуација Амфенол функционира релативно добро и нормално и се што имавме и во претходниот период го продолжуваме и натаму. Ја очекувам дека оваа здравствена криза ќе има крај и се очекувам дека пролетта 2021 ќе биде крај за таа ситуација и ќе можеме да некоја наша енергија и наши средства да ги фокусираме на поголем развој, веројатно, меѓутоа и во овој период мислам дека се ова резултати кои што ни даваат така едно задоволство од работењето и уште еднаш би сакал да им се заблагодарам на вработените, бидејќи без нив и без нивната совесност и одговорност и нивното однесување ова сигурно ќе беше невозможно. Јас сум Ана Шкваревич Стојанова, менаџер на новата производна единица Проком, која официјално започна со работа од 1 септември. Амфенол Проком е светско водечка компанија која се занимава со производство на различни видови на антени кои се користат во јавната безбедност, авиацијата, морнарицата, телеком и разни транспортни индустрии. Од јануари се очекува зголемување на планот за производство, исто така и имаме најава за нови проекти и зголемување на веќе постоечките. Моето име е Ванчо Паунов, јас сум во Амфенол почнал да работам во 2017 година како техничар за квалитет. Препознавајќи го квалитетот на моето работење од страна на претпоставените во Амфенол,
Во изминатиот период напредува во функциите кои ги извршувам во фирмата. Од неодамна работам на позицијата Quality Planner во работната единица Confection Electronic. Мојата позиција подразбира комуникација со купувачите и пренос на првичните информации и побарувањата како на купувачите, така и на генералните правила и барања на автомобилската индустрија. Предизвик и задоволство е работењето во една светска компанија како што е Amphenol, соработувањето со други компании како што се Continental и Brose, работењето и произведувањето на компоненти за големите производители на автомобили како што се BMW, Volkswagen и Mercedes. Задоволен сум што работам и ќе работам во Amphenol. Задоволен сум што раководниот тим на Amphenol го гледа потенцијалот на вработените и нуди можности за напредување. Моето име е Сања Новакова. Јас сум вработена во фирмата Amphenol Technology Македонија од февруари 2016 година. Најпрво, мојата дружење со фирмава започна во Amphenol Antenna Solution, во производната единица. После година и пол работење таму бев префрлена овде во K Electronic. Со самото префрлење тука, значи тоа се јави ново поле за учење, за осознавање, за надоградување. И со тек на работењето, пред неполна пола година сум префрлена на позиција проект менаџер во фирмава K Electronic. Самата позиција е обемна, широка, има доста простор за учење, за распознавање, за надоградување, опфаќа делот воведување нови производи, припремање на понуди на купувачи, наоѓање ширење на нашиот пазар ширење на пазарот за нашите производи. Чести задоволство ми што работам во оваа фирма. Се гледа, фирмава стои за секој вработен, го препознава напорното работење и дава одлични услови и шанси и можности за човек да напредува, да се надоградува и да осознава нови работи и нови познавања. Одговорните во Amphenol работат и во делот на грижата за вработените, со зголемени примања, подобрени услови за работа, но и хуманитарни донации. Односно, покрај финансискиот, работат и на социјалниот аспект, со што се трудат и кочани и граѓаните да имаат бенефит од постоењето на Amphenol. Оваа компанија и понатаму ќе продолжи со зголемување на бројот на вработени и проширување на своите капацитети, а пред се со покажувањето на својата општествена одговорност и хуманост.